Ова е емисија на Агенда 35 ја продолжуваме темата со јавната администрација, овој пат со фокус на корупцијата и партискиот клиентелизам, кои што не дозволуваат реформи нова поле, но од друга страна не дозволуваат вистински државната управа да се претвори во сервис на граѓаните. Останете со нас. Државните институции преферираат правници и економисти во администрацијата, не оставајќи доволно простор за кандидатите од други образовни профили да најдат вработување во јавниот сектор. Ова е еден од заклучоците на публикацијата на Центарот за управување со промени. Образованието единствен критериум за вработување во јавната администрација, која анализираме со извршната директорка на Центарот, Неда Малеска-Сачмаровска. Оваа констатација и не е толку негативна, но е дискриминаторска, бидејќи образованието носи многу повеќе поени споредено со професионалните компетенции и работното искуство на кандидатите, кои што се целосно занемарени. На тој начин, вели Малеска, наместо луѓе со искуство, се поставуваат кадри договорени на политичка маса. Ова особено е изразено во клучните функции во институциите, каде што повторно работните места не се систематизираат според специфичните видови на образование, кои се нужно поврзани со конкретната надлежност на институцијата, туку со видот на образование на договорениот кандидат. Ако сте вие во некој најпродуктивен период на своите години на работење со претходно искуство и сакате да аплицирате во јавната администрација на една ваква раководна позиција, раководител на сектор или оделение, питоа имате клучни квалификации за таа позиција, да земеме, бидејќи темата на вашите емисии евроинтегративните процеси, да земеме ако сакате да работите во овие ИПА структури. Под предпоставка дека сте завршиле електро или машински факултет, години наназад, да речеме, 10 на 15 години, бидејќи во меѓувреме сте се стекнале во искуство, сте работеле во Европска комисија на меѓународни проекти, сте работеле во други меѓународни организации, вие ќе бидете исклучени од постапката за вработување, доколку вашето образование не е она кое што е напишано во актот за систематизација. Според Малеска, образованието не смее да се гледа како единствен критериум, туку во комбинација со професионалните компетенции и работното искуство. Многу е поважно што кандидатите умеат да направат на тие раководни позиции, способност за анализа, предлагање на решенија, носење на одлуки и поврзување на состојбите во различни сектори се вештините кои треба да се оценуваат, а не дали имате завршено правен или економски факултет, вели Малеска. Како се пишуваат во актите за систематизација образованието кое што ви е потребно, би рекла, ако не е премногу дрско, сосема произволно, дека не неопходно и прилично стеснато, бидејќи таму во актот за систематизација морате според Праскатиевата класификација да наведете 3 типа на образование кои што кандидатот треба да ги има. И овие се тие најчестите: правни, економски науки и организацијски науки. И сега сте завршиле електро или сте завршиле машински факултет или сте завршиле, не е важно, психологија, било која друга дејност, вие практично и покрај работното искуство, а тоа е 20 на години, 15 години во меѓународни води, на меѓународни проекти, не можете да станете раководител на сектор во било која од овие институции. Политичката волја е клучниот фактор за да се постигнат саканите промени на подобро, смета Малеска, но за жал и покрај вклучувањето на Центарот за управување со промени во подготовката на еден од најважните реформски закони, Законот за висока раководна служба, и по 5 години тој не е донесен, а политичките елити не се ни срамат да кажат дека раководните позиции се резултат на политички договор, наместо стручност и професионалност. Состојбите во јавната служба се тесно поврзани меѓу себе, потенцира Малеска. Не може да направите стручна служба, а при тоа највисоките позиции да ви бидат поставувани без никаков процес на селекција. Мислам дека е време и политичарите да разберат дека власта доаѓа и се заминува со администрацијата и дека
администрацијата е клучна за успехот или неуспехот на една влада во испораката на оние резултати кои што тие ги ветиле за граѓаните во изборните програми. Ако имаме слабо водство, ако имаме слаба реализација, во тој случај и политичарите ќе заминат од политичката сцена. Така да и они треба да разберат дека нив им се потребни и разбираат во известна мерка, меѓутоа треба да ја одолеат на влијанијата на тие структури натре, на тој клиентелизам кај нас, кога се очекува нешто власта да ви даде, наместо вие да дадете нешто во интерес на граѓаните кои сте на таква позиција. Програмата на новата влада во делот на администрацијата е продолжение на програмата на претходната влада, со исклучок на некои од ветувањата како центар за одличност, кој требаше да донесе стручно усовршување на кадрите на администрацијата. Наместо тоа, и понатаму се ветува намалување на администрацијата за 20%, повисоки плати и награди до 30%, реорганизација и рационализација на институциите, кои имаат повеќе директори, заменици и членови на управни одбори, отколку вработени, вели Малеска. Вакви реформи можеа да дадат импулс дека владата реално се залага за промени, но за овој крупен чекор воопшто не постои ниту план, ниту јавен документ врз која основа ќе се изведува, вели Малеска. Еден таков мал чекор, првичен чекор може да ја врати довербата дека навистина нешто се случува на оваа тема. Вака имате зголемување на бројот на институции за 11 во изминатите 2-3 години, зголемување на бројот на вработени, а при тоа имате ветување за намалување на бројот на вработени, за рационализација на службите. И кога ќе дојде тој момент да вие ја намалите, ја направите поефикасна, да, навистина добро е да имате зголемување на платите во администрацијата, зошто да не, да имаме еден повисок стандард, да имаат и граѓаните и оние вработени повисок стандард, меѓутоа првите чекори изостануваат. Изостануваат овие кои што се тешки политички одлуки да направите вистина некаква промена за да може и граѓаните да имаат верба и доверба. Како и повеќето познавачи на областа, и Малеска вели дека еднината на администрацијата треба да биде во нејзината дигитализација, формирање на професионална агенција за дигитални технологии, која ќе може да одговори и на потребите на граѓаните, но и на пазарот на трудот и на крајот на економскиот раст, завршува Малеска. Европската комисија во незиниот последен извештај за Македонија нотира дека земјата е умерено подготвена во превенцијата и борбата против корупцијата. Во однос на незината застапеност во јавната администрација се забележува дека Државната комисија за спречување корупција ги решава предметите на непотизам, блискост и политичко влијание во процесот на вработување во јавниот сектор и во процесот на именување на членови на надзорни и управни одбори, но незините наоди и препораки треба систематски да се следат од засегнатите институции. Членот на Државната комисија за спречување корупција, Владимир Георгиев, вели дека корупцијата не ги опфаќа само кривичните дела, како што се злоупотреба на службената положба, трговијата со влијание или подкупот, туку опфаќа и повластени ситуации како што се кронизам, непотизам, клиентелизам или фаворизам. Комисијата постапува по овие наводи, но се соочува со потешкотии. Прво, случаите на непотизам како такви или на кронизам вообичаено се одвиваат помеѓу лица на што се во моментот на позиција и нивни блиски, политички или роднински. Во тие ситуации двете страни се задоволни од исходот, остварена е намерата што се сакала, остварено е вработувањето. Па дури онаа трета страна што се наоѓа во овие ситуации, институцијата каде што тие лица се вработуваат врз основа на политичко влијание или непотизам, исто така е на одреден начин задоволно и не се вмешува понатаму во истрагите од што ние ги поведовме. Втор аспект кој што ја отежнува работата на Државната комисија за спречување корупција е самиот закон за спречување на корупција и сутир на интереси, односно член 40, кој што се однесува на тоа политичка партија или лице кое настапува во име на политичка партија не смее да врши влијание при вработување, распоредување и престанок на работен однос на службено лице, и член 56 кој се однесува на забрана на влијание за вработување на блиски роднини.
Овие две забрани во Законот за спречување корупција се повеќе како принципи, начела на интегритет, односно на однесување на службените лица, а не класични забрани. Имајќи го сето тоа во предвид, ние се најдовме во ситуација да на одреден начин добивме забелешки од која ги иницииравме више овие наши наводи, како ние докажуваме дека директорите, ВД директорите ги потенцирам, кои што ги извршиле овие вработување, ги подведуваме под, да речеме, ситуација дека се тие настапуваат во име на политички партии. Според мене одговорот е многу јасен, ако се направи аналогија. ВД директорите не се избрани на редовен конкурс, онака како што е предвидено во материјалните закони, туку се тие директно назначени или од владата, или од министрите, или од управните одбори. Ако имаме предвид дека владата де факто е политички орган, министрите де факто се лица препорачани, односно посочени од политичките партии да бидат министри, исто така и членовите на управните одбори без критериуми се назначени од политичките партии, де факто и ВД директорите всушност по аналогија се лица кои што настапуваат во име на политичките партии. Под превезот на дискреција, директорите најчесто избегнуваат одговорност дека вработуваат политички кадри. Георгиев потенцира дека дискрeciјата треба да се користи за да се одбере лице помеѓу двајца добри кандидати, а не оној кој е политички подобен. Во голем број на случаи, огласите што беа објавени за вработување, беа условите за конкретните работни места и критериумите променети непосредно пред објавување на огласот. Фактички се менува систематизацијата и условите и критериумите во согласност со она што го поседува службеното лице, односно кандидатот што треба да биде вработен. Понатаму, тврдевме дека во одреден број на случаи дури и огласите што се објавуваат не соодветствуваат со актите на систематизација. Да речеме, ако со актот на систематизација се бара 2 години работно искуство, во огласот што беше објавен, знам барем конкретен пример, ја што го работев, пишуваше 1 година, токму онолку колку што му требаше на кандидатот што понатаму е примен. Понатаму утврдивме дека не постојат ранг листи на кандидатите, туку само списоци на оние лица што ги исполниле административните барања. Дискрецијата во одлучувањето, исто така кога ние ги иницииравме сите овие предмети да се преиспитаат, често дојавме одговор дека да, тоа е во дискреција на ВД директорот да одлучи кој лице ќе го прими, не примигнувајќи ги принципите на сепак рангирање и интервју. Дури интервјуто се користеше како главен фактор при обредување на тоа кој лице ќе биде примено. Клиентелизмот посебно добро функционира пред или по избори, а Државната комисија за спречување на корупција има примери од последните локални избори. На последниве избори, локални, што беа распишани во август годинава, последниот ден, кога беше донесена всушност одлуката за распиштување на избори, беа објавени голем број на огласи, меѓу нив и од Министерството за политички систем, негде 100-200 лица. Сето тоа, знаејќи го, политичките структури и Агенцијата за вработување, веднаш овие огласи ги стави во мирување. Меѓутоа, веќе оној прв чекор кон воспоставување на тој клиентелизам е воспоставен. Значи, се објавени огласите, знаејќи дека тие ќе бидат запрени, меѓутоа е подадена, што се вели, раката и сега, оние лица што очекуваат дека ќе бидат вработени, што им било ветено, или оние можеби што не очекуваат, но конкурираат, на одреден начин се врши влијание за тоа да кого да го дадат својот глас на изборите. Според Георгиев, најновите истражувања и анализи кои што се прават во земјите во развој и транзиција утврдуваат воспоставување на механизми и институционални неформални практики и поставки со што се врши притисок врз поединци или вработени во институциите, да се однесуваат согласно тие неформални практики и ја сочинуваат таа така наречена институционализирана корупција. Ние овие ситуации на институционализација на корупција пред се мислам дека се однесува за онаа така наречена мала корупција и таа се појавува во оние области каде што најчесто имаме директен контакт на граѓаните со институциите, односно со власта. Тоа се, да речеме, инспекциите, издавањето на дозволи, уверенија, лиценци, понатаму наплатните рампи,
Знаете сами дека пред 15 години имавме еден случај кој што беше третиран од аспект на организиран криминал, на поврзаност на вработени, нивните надредени, односно предпоставени, па дури и политички партии. Понатаму во областите како што е во сообраќајната полиција, царините и така натаму. Значи, имаме воспоставено на едни системи кои што внатре функционираат и кои што на одреден начин ги потекнуваат или наложуваат на другите вработени да се однесуваат согласно тие неформални практики или стандарди. Европската комисија постојано апелира за справување со висока корупција, која опфаќа спрегата политички и бизнис елити. Според Георгиев, Државната комисија за спречување на корупција го детектирала овој ризик и поаѓаат од тезата дека корупцијата всушност започнува со изборите. Изборниот законник овозможува партиите, односно организаторите на изборните кампањи, да се финансираат меѓу другото и од донации од физички лица, тоа е до 3000 евра според изборниот законник, но и од правните субјекти, односно од компаниите, до 30.000 евра во денеска противвредност на посебната сметка за избори, меѓутоа плюс 60 просечни плати кои што може да бидат префрлени како донација на редовната сметка, која што после партијата може да ги користи и во избори. Токму затоа ние воспоставивме еден механизам на следење на донациите. Сега во моментов работиме на анализа на тие донации со цел да видиме кои се компаниите што донирале, затоа што во минатото и во некои други извештаи ние констатиравме дека имаме случаи кога бизнисмени или компании подеднакво донираат на сите политички партии што учествуваат во изборите, што на одреден начин наметнува едно размислување дека ние ќе дадеме на сите во одреден начин донација со цел тоа да очекуваме на одреден начин некоја си против услуга преку добивање или конкурирање, тендери и така натаму. Законот за лобирање, кој треба да стапи на сила во јули оваа година, ќе има за цел соработката помеѓу политичката и бизнис елита да биде транспарентна, односно да се види кој и зошто сака да влие врз законските решенија. Често пати се случува политичарите, односно политичките елити да се обидат да влијаат врз органите за спроведување на законот со цел да се влие врз нивното работење при детектирањето на овие конкретни случаи. Тоа не се случува само кај нас, тоа е детектирано и во многу други земји. Јас како пример само ќе го наведам последниот извештај Rule of Law од 2021 што се однесува на земјите членки на Европската Унија, каде што една од најглавните ризици детектирани на кои што и самите земји на Европска Унија треба да работат во наредниот период е токму зајакнување на јавно обвинителските служби во овие земји. Бидејќи како што и таму е детектирано без независни и јаки институции, борбата против корупцијата навистина може да биде доведена во голем ризик, исклучиво повторно имајќи го предвид влијанието што може политичките елити да го извршат врз овие институции. Според Георгиев, исклучително важно за една правна држава е да има соодветен кривично правен одговор на случаите на корупција. При тоа не е доволна само затворска казна, туку и имотот стекнат на коруптивен начин да биде конфискуван. Во севкупната борба, улогата на граѓаните е од исклучително значење, а исто така и платформата на граѓански организации за борба против корупција, кои имаат одлична соработка со комисијата од аспект на превенција, утврдување и заедничко настапување при детектирање на ризици од корупција. Група на експерти за јавна администрација и управување, која ќе ја советува комисијата и ќе биде форум за диалог со земјите членки на ЕУ за реформите, вклучително и оние поддржани од инструментот за техничка поддршка, одлучи да формира Европската комисија. Групата треба да ја олесни размената на информации за тематски и методолошки прашања и добри практики, како и да го помогне за јакнувањето на административната соработка меѓу земјите членки и институциите на ЕУ, што би значило поефективно спроведување на законите и политиките. Раководителот на директоратот за поддршка на структурни реформи при комисијата ќе председава со експертската група, а сите релевантни генерални директорати исто така ќе бидат вклучени во работата на групата. Членови ќе бидат и представници од националните министерства одговорни за хоризонтални прашања,
политики, координација или модернизација во областа на јавната администрација. Групата ќе биде отворена и за администрација од локално и регионално ниво, меѓународни организации, тела на ЕУ и истражувачки мрежи. Експертската група се очекува да започне со работа во првиот квартал на 2022 година. Извештај за состојбата со дигитализацијата во јавната администрација и интероперабилноста во Европа, со информација за националните иницијативи, обврзувачки и необврзувачки, кои се донесени, изменети или дополнети од страна на 35 европски држави во 2020 и 2021 година, објави Европската комисија минатиот месец. Според извештајот, во периодот 2020-2021 година, низ Европа владините тела подготвиле 102 нови необврзувачки стратегии, акциски планови и рамковни документи, како и 47 нови законски рамки и предлози за поддршка и регулирање на различни аспекти поврзани со дигитализацијата на јавната администрација. Изминатите 2 години европските држави отпочнали 47 иницијативи поврзани со развој и воспоставување на дигитална инфраструктура. Извештајот кај 27 европски држави регистрира и структурни промени во дигиталното управување, односно извршена трансформација на државна институција, создадено ново државно тело, агенција за дигитални прашања или префрлени надлежности од едно државно тело на друго. Извештајот покажува и дека повеќето европски држави имаат отпочнато процес на дигитализација на јавната администрација, а пандемијата со COVID-19 само ја има забрзано дигиталната трансформација, наметнувајќи ги дигиталните технологии и услуги како императив за сите. Економските активности, јавна администрација, одбрана, образование, здравство и социјални работи биле најзначајни во Европската Унија во 2020 година, покажуваат последно објавените податоци на Евростат. Овие активности изнесувале 19,8% од вкупната бруто додадена вредност на ЕУ, претекнувајќи ги економските активности и индустрија, но и трговијата на големо и мало, транспортот, сместувањето и услугите за храна. Од друга страна, најмал удел во вкупната бруто додадена вредност на ЕУ имаат економските активности земјоделие, шумарство и риболов, а потоа следуваат уметност, забава и рекреација, други сервисни активности, активности на домаќинствата и екстратериторијални организации и тела. Процентот на бруто додадена вредност создадена од економските активности јавна администрација, одбрана, образование, здравство и социјални работи е зголемен од 18,7% во 2019 на 19,8% во 2020 година, што представува најголемо зголемување во споредба со останатите економски активности. Ефикасна јавна администрација, која на граѓаните им нуди услуги навремено и брзо, не може да се постигне без автоматизација и дигитализација на работните процеси. Поради тоа, Министерството за јавни расходи и реформи на Ирска реализира проект преку кој ги анализираше сите можности за автоматизација на работните процеси, што подразбира употреба на роботски софтвер за извршување на рутински, стабилни и компјутерски базирани задачи, кои вообичаено се спроведуваат од страна на државните службеници. Роботската автоматизација на процесите е технологија за автоматизирање на повторувачки работни процеси со користење на компјутерски програми роботи кои симулираат човечка работа, односно самостојно извршуваат задачи кои дотогаш ги извршувале луѓе со повеќекратно кликнување или преглед на компјутерски екран за да се дојде до посакуваната цел. Користа од роботската автоматизација на процесите, Министерството за јавни расходи и реформи на Ирска ја согледа преку својот сектор за човечки ресурси. Па така, доколку некој сакал да поднесе документи за вработување, потребно било да се пополни електронски документ, од кој податоците подоцна службеник ги префрлал во табела во друг тип електронски документ. За да се пренесат податоците на еден службеник му биле потребни од 4 до 5 минути по апликација. Со иновативното решение за спроведување на работните процеси било потребно помалку од 10 секунди. Поради автоматизацијата, службениците кои се сега слободни може да помогнат околу други рутински процеси кои бараат вклучување на човек. Следната недела се гледаме со нова тема, повторно од процесот на европските интеграции, реформите потребни на тој пат. Останете со програмите на Македонската телевизија и гледајте Агенда 35.